Најпрво, сакам да ви се заблагодарам за огромната поддршка и да ви честитам на сите за победата. Затоа што оваа победа не е само на ВМРО ДПМН, туку ова е победа на народот. Народот кој што се обедени за промени, за да си ја врати државата назад во своји раце. Вие сте силата на Македонија, вие сте гласот на промените и надежта за ова парче земја. Сепак, една добиена битка не значи дека треба да има опуштање. Тоа е дополнителен мотив за поголемо обединување, заедништво, сплотеност и дополнителна работа. Првиот удар го зададовме на 24 април, следува вториот удар со победа на 8 мај, а веднаш потоа следува и третиот удар. Третиот удар значи одговорност за сите криминали, одговорност за целокупното предавство што го направија на Република Македонија. Имаме во првиот круг историска разлика од 183.000 гласа предност во однос на кандидатот Стево Пендаровски. Идниот председател, професорката Гордана Силјановска-Давкова, има повеќе од 2 пати гласови од тоа што освоил Стево Пендаровски. Тоа е нешто кое што е многу важно. Или да бидам уште попрецизен, како коалиција Твоја Македонија, ВМРО ДПМН, имаме освоено во првиот круг председателски избори за 20% повеќе гласови од збирот на гласовите на владините кандидати, а тоа се Стево Пендаровски и Бујар Османи. Ние имаме 360, тие имаат вкупно 300.000 гласа. Што значи владата е делегитимирана. Владата која што е составена од ДУИ и нивните измекери од СДСМ е делегитимирана и после 8 мај заминуваат во опозиција. Тоа е важно да се каже. Ова голема победа е и одговорност. Народот очекува брзи резултати. Немаме време за изговори. Веднаш после 8 мај ќе треба да ги засукаме ракавите, најпрво да ја формираме владата и веднаш да почнеме да испорачуваме тоа кое што сме го ветиле пред народот, пред граѓаните. Но на што е важно, што сакам да го споменам, е фактот дека полека, но сигурно Македонија и народот македонски, граѓаните во Македонија се чувствуваат слободни и полека надежта се враќа. Тоа е амбиентот, таа емоцијата која што ја чувствувам овие 2 дена каде и додам низ Македонија. Она што сакам да го кажам е дека многу внимателно ја креиравме програмата наречена Платформа 1198, која што заедно со народот изминативе месеци ја креиравме таа програма многу внимателно, без ветување на чуда. Секаде тоа го зборувам, чуда се невозможни, а ние не сме чудотворци. Многу внимателно сакавме тоа што е дел од таа програма, веднаш да го почувствувате, веднаш да почувствувате брзи резултати, без изговори, без да зборуваме претходниците беа лоши, сите вие знаете дека не беа лоши, беа катастрофални, најлоши до сега, немало полоши. Сакаме веднаш од првиот ден да почнеме жестоко да работиме и затоа тоа што е таму ветено, верувајте ми, ќе биде реализирано до последната буква, до последната точка. На овој крстопат што си и сака светот да го промениш. Важно е, ти си клучот за се.